Здраво, драги родители! Добро дојдовте на уште едно видео за свесното родителство. Во ова видео повторно ќе зборуваме за содржините од книгата на авторката Шефалица Бари, Родителска карта, која што во суштина представува еден родителски водич во насока на свесност на родителите преку работа на себе најмногу. Значи, преку таа работа на себе ќе може да ја изнесе свесноста кај родителите со цел таа свесност родителите да ја внесат во односот со своето дете. За да може Шефали најпрво да ја објасни оваа тема од чекорот број 6, кој што Шефали го нарече родители напуштете го етикетирањето, осудата кон вашите деца. Шефали најпрво спомнува дека ние како родители треба да ја разбереме суштината на животот. Значи, што е животот? Животот во суштина е неутрален. Значи, не е нити добар, ниту лош. Едноставно, животот е нешто кое што се остварува, кое што се создава, кое што се изнесува преку причини и преку последици. Бескрајни причини, бескрајни последици. Значи, како еден причинско-последичен однос на сите случувања во самиот живот. Например, тигарот, ако го наблюдуваме кога во дивината тој јаде елен, значи ние кога го гледаме не го осудуваме тоа нешто, тој настан како добар или лош, затоа што сваќаме дека тоа е нешто природно во синџирот на исхрана. Така и целиот живот. Значи целиот живот представува еден природен исход на огромен број, на бескрајен број на причинско-последични врски. И овој синџир на исхрана, кога, например, во тој пример, кој што го спомнува Шефали, тај вели на родителите не би било мудро доколку ние внесеме елементи на осуда. Затоа што во суштина тој представува еден природен процес на постоење во начинот на исхраната. Меѓутоа, токму поради, значи, овој пример таа го дава за да сватиме дека ние родителите пред се, како луѓе, треба да практикуваме неутралност кога родителствуваме. Значи, за да можеме да дојдеме до таа состојба на неутралност, прво што треба да направиме? Мора да признаеме пред се дека ние луѓето сме многу упорни во тоа да осудуваме. Значи, премногу сме насочени кон осудата, премногу сме насочени да даваме проценки, сакаме да судиме за голем број на нешта, за се и се што сакаме да судиме за времето, сакаме да судиме за сообраќајниот метеж, сакаме да судиме за луѓето, сакаме да судиме за телото, сакаме да судиме за обувките, сакаме да судиме за облеката, сакаме да судиме за домовите, сакаме да судиме за нешто што се случило во минатото, сакаме да судиме за нешто што ќе се случи во иднината и така натаму. Значи, списокот на осуди е еден бескраен список. Значи, тој список оди во недоглед од наша страна. Меѓутоа, многу малку како луѓе ние разбираме дека нашите проценки се всушност проекција од нашите условувања. Значи, тие проекции, тие проценки кои што ги правиме, во суштина не ја рефлектираат објективната вистина. Значи, не ја рефлектираат природната состојба на нештата, затоа што пред се тие се субјективни. И токму поради тоа во таа насока, Шефали им спомнува на родителите дека една од најдобрите вежби кога станува збор за овој чекор, во смисла да се напушти осудата, да се напушти етикетирањето во однос со децата, е родителите да започнат со еден детокс на осуда и пресуда, и тој детокс, значи според неа, започнува во еден период, во еден краток период, најпрво во рок од една недела.
Што подразбира тоа? Тоа подразбира дека во тој период од една недела родителот да биде екстра буден, да станеме, значи, хипербудни или, како што вели таа, нашата будност и свесност да биде нагласена, особено во моментите кога ние се обидуваме или сакаме да ги етикетираме нештата или некого, или користиме проценки кога зборуваме и размислуваме за нештата и некого во тој рок од една недела, да видиме, да се фатиме себе си како имаме осудувачки мисли, како имаме осудувачки проценки и така натаму е кова, таа вели тешко двете работи за родителите да го направат, меѓутоа тоа е предизвикот кој што во суштина представува работа на себе кај родителите. Значи, зошто? Затоа што зошто е битна оваа вежба? Битна е заради тоа што доколку ние себе си се сметаме, можеме да кажеме голем број од нас, велиме, ние се сметаме дека не сме личности кои што осудуваат. Меѓутоа, оваа вежба, кога ќе почнеме да ја правиме во рок од една недела, и како може многу работи да изфрли на површина и да не изненади. Значи, таа кажува за себе лично, кога таа го започнала првиот детокс на осуда и на пресуда, и на обвинување, сватила дека колку многу таа во суштина била исполнета со осудувачки мисли. И му објаснила на родителите, не поминувало ниту еден час, а кај мене да не се јавувале размислувања, мисли, кои што содржале осуда или кога зборувала. Сето тоа го видела во суштина дека го правила низ објективот на обвинување. И како што пишува во својата книга, се чинеше како мојот основен ментален склоп да беше постојано да барам да ги категоризирам работите во добро или лошо пакување. И после тоа, значи после таа недела, таа дошла до едно фасцинатно откритие за самата себе си. Значи, што сватила? Сватила колку во суштина обвинувала, колку во суштина користела мисловни образци исполнети со голема доза на осуда и обвинување. Но исто така и се јавило едно чувство на непријатност себе си да се види колку била критична. Но сватила и уште една работа. Во сето тоа сватила дека после оваа вежба колку многу и се осудувала самата себе си, колку била и критична спрема самата себе си. Дури и била критична затоа што се осудувала самата себе си. Меѓутоа, што велише фали? Поентата на оваа вежба не е за ние да се чувствуваме, да се спротиставуваме на себе си, да се чувствуваме непријатни, да се срамиме од себе си. Која е поентата? Поентата е да се освестиме себе си за тоа колку често пати во текот на еден ден осудуваме. Во суштина колку ние сме критички настроени. Кон себе, кон околината, кон другите, колку сакаме да вршиме проценки, да кажуваме проценки додека зборуваме за нештата, за некого. И така натаму, затоа што освестувањето на ова нешто во овој чекор во суштина представува првата работа во насока ние да сакаме да направиме промена од осуда кон неосуда, значи од несвесност кон свесност, да тргнеме по патот на освестувањето. Затоа што без да станеме свесни за сопствените верувања, за сопствените мисли, значи за сопствените мисловни образи, за сопствените шеми на размислување, ние ќе останеме само во темнината.
И токму поради тоа ше фали во оваа вежба, кога станува збор за осудата, значи за напуштањето на осудата, најмногу се задржува на освестувањето. Постојано зборува за тоа да влеземе во едно разјаснување во однос на тоа како ние сме поврзани со нашите мисловни шеми, со нашите мисловни образци, со нашите верувања и да почнеме да ги освестуваме. Зошто? За да почнеме да ги менуваме во свесни мисли, во свесни проценки, со цел да носиме свесни одлуки. Затоа што се до тогаш, додека ние се однесуваме преку осуда, користиме етикетирање, ние само сме во улога на едни програмирани роботи, да действуваме во насока на темнината, надевајќи се дека можеби од некоја страна ќе налета некоја позитивна стрела, без ние навистина да имаме едно вистинско чувство за насоките кон кои што треба да се движиме во насока кон свесност. И затоа значи, им зборува на родителите. Родители, извадете ги дневниците, земете тетрадки и обидете се да се следите себе си. Сите моменти кои што ви се исполнети со обвинувања, со осуди и колку често тоа го правите. Во текот на денот, значи секој ден 7 дена. И на крајот од денот, прочитајте ги вашите белешки низ очите на свесност и сочувство. Значи, обидете се да не ги осудувате тие белешки, значи она што вие сте го напишале, обидете се да не влегувате во состојба да се осудувате самите себе си, туку само читајте. Само читајте како едни незаситни набљудувачи, како да земате една нова книга, интересна книга да читате. Некој што ја напишал. Затоа што колку повеќе вашето внатрешно знаење и вашата внатрешна вистина ги забележува вашите осудувања, толку побрзо вие ќе можете да бидете во една состојба да ги отпуштите тие осуди. Шефалија овде во својата книга има еден цртеж токму за ова вежба и каде што вели, значи колку повеќе стануваме свесни за нашите мисловни образци, за нашето етикетирање, толку ќе можеме што побрзо и почесто да ја напуштиме нашата несвесност. И дава еден пример за себе, кога одела на училиште и ја чекала нејзината ќерка да се врати од училиште и често и се јавувале мисли како колку е непромислена мојата ќерка кога ме остава да ја чекам неколку минути за да ја земам од училиште. Или пак, можеме да се забележиме кога зборуваме, проценуваме, тој ме лажи или таа ме лажи и не се грижи за моите чувства. И им спомнува на родителите, особено кога ние навечер ги читаме дневниците, нашите дневници во кои што ги пишуваме нашите размисли, нашите образци, нашите проценки во текот на денот, со она што сме зборувале. Имаме навистина голема можност токму навечер да размислуваме повеќе, да станеме свесни за нашите собствени предрасуди, за нашите собствени условувања и во смисла на тоа да почнеме да се прашуваме. Дали тие што јас ги осудувам се навистина такви какви што се?
Дали се тие навистина какви што мислам дека се? Дали се навистина такви какви што јас ги пресудувам, ги проценувам? Или пак има нешто друго во нив? Или нешто има во нив за кое што јас не го разбирам? Нешто се случува со нив? Или пак во мене нешто се случува кое допринесува така другите да се однесуваат спрема мене? И што вели Шефали? Ова е вистината на која што не носи во едно наједноставно свртување внатре кон себе. Ни овозможува да можеме да се поврземе со другите, со нивните искуства на едно човечко ниво. Наместо ние да ги гледаме едноставно како играчи во нашиот живот. Но која е вистината? Вистината е дека и големата мудрост која што Шефалија спомнува овде за родителите е да сватиме дека никогаш ние не можеме да достигнеме една зона на нулто судење. Меѓутоа, што е оно што можеме да го направиме за себе? Најдобро што можеме да го направиме за себе, најмногу што можеме да направиме за себе, е од себе да побараме да станеме свесни за собственото управување на нашиот ум, кон тоа постојано да условуваме, за да не ги проектираме тие проценки, тие условувања, особено спрема нашите деца. Значи, кога стануваме свесни за нашето условување, ние го поседуваме тоа нешто. И почнуваме да се одвојуваме од нашите проекции врз децата. Дозволувајќи им тие да можат да си ги средат собствените неусогласености, собствените грешки во нивните животи, без додатниот товар од наша страна ние да се чувствуваме задоволни. И овој неутрален пристап со нашите деца, кога може да се одржи? Единствено доколку ние им нудиме едно чувство на простор за слобода на децата, за еден простор за да можат слободно да експериментираат во различните животни избори кои што ги прават без страх од родителското етикетирање. Меѓутоа, тука особено мора да негуваме сочувство и трпение спрема нас самите. Затоа што нашиот критичен глас спрема надворешноста е одраз на она што внатре нам ни се случува. Одраз е на нашиот внатрешен критичен глас. И кога тоа ќе го освестиме, Шефали им спомнува на родителите дека ќе почнеме ние да го направиме првиот шекор кон промената. Во насока, значи, да ги освестуваме тие осудувачки мисли и да се свртиме кон свесност. Значи, наместо да се срамиме, наместо да се обвинуваме себе си за ова што се случило, она што се случило, или за ова или она што ќе се случи, или за ваквото однесување на детето, ние да се потприме на еден нов простор. Што подразбира тој простор? Подразбира простор каде што ќе останеме смирени со себе. И Шефали дава една многу добра комуникација во таа насока, која што родителите треба сами да си ја кажуваат. И јас овде ја запишав таа комуникација и ќе ви ја прочитам, вие можете да ја видите. Мислам дека вака можете најдобро да видите, јас ќе ви ја прочитам. Јас сум човек кој греши и има недостатоци. Ова не е дефицит, туку само реалност да се биде човек. Кога паѓам и не успевам, не е затоа што сум лош, туку затоа што сум само во состојба на човеково битие. Исто тоа и со моите деца.
наместо да ги етикетирам на еден или друг начин, се посветувам само да ги наблюдувам во нивната суштина, такви какви што се, без да навлегувам во осуда. Кога им го подарувам моето неосудувачко надгледување, покажувам доверба кон нивната способност за самокорекција и манифестација на нивното собствено знаење. Овој неутрален пристап е непроценлив подарок и за мене и за моето дете. Значи, Шефали, како што објаснува во книгата, ги прашува родителите, родители, околу кои луѓе вие најмногу се чувствувате удобни, да бидете своји, да си бидете онакви какви што сте, без маски, да се чувствувате сигурни, заштитени, безбедни и така натаму. Се разбира, тоа се луѓето кои што најмногу користат осуди во своето изразување, значи во својот однос према другите луѓе. И таа вели, така и со децата. Токму поради тоа родителите треба да ги постават двете прашања. И тоа се прашањата: дали јас сакам да бидам безбедно пристаниште за моето дете, каде ќе може да си биде она што си е, или пак сакам да бидам некој околу кој ќе се плаши моето дете да биде. И таа го поставува прашањето. Кој е твојот одговор, драг родител? Кој е твојот одговор? Затоа што твојот одговор ја одредува твојата волја. Дали ќе направиш една промена од осуда, од етикетирање, од пресуда, од несвесни проценки, кон сочувство, кон трпение и во насока да си го видиш, да си ја видиш автентичноста на своето дете. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Имајте убав ден, се гледаме.